Работниците во текстилната индустрија остануваат на водечката позиција кога станува збор за прекршени работнички права. Голем дел од нив се уште враќаат пари кај работодавачите и не ја земаат минималната плата пропишана со закон, ниту пак им се исплаќа регрес, а не добиваат ниту пари што остануваат многу често и прековремено. Ова го потврдуваат и од Хелсиншки комитет, каде нудат бесплатна правна помош токму по основа на прекршени работнички права. Најчесто работничките права се повредени во текстилната индустрија, каде што во најголем број се вработени жени работнички, кои што многу често, имаме пријави многу често од нивна страна, дека регресот за годишен одмор не им се исплаќа или им се исплаќа во многу помал износ од оној кој што е законски предвидениот. Понатаму доста често е пријавувано дека работат прековременна работа која што не има соодветно исплатена, а и се постојано подложни на вознемирување на работното место. Мој труд, мој права е новиот приречник кој го изработи тимот на Хелсиншки комитет, кој во својата основа ја наоѓа во уставната заштита на работничките права. Содржината начелно го разработува трудовото законодавство со цел преку неговото поедноставување да се стигне до поефикасна заштита на правата на работниците. Содржината на самиот приречник го разработува трудовото законодавство со цел преку негово поедноставување да се стигне до поефективна заштита на правата на работниците и работничките. Хелсиншкиот комитет за човекови права го изработи овој приречник со цел да зголеми информираноста кај работниците и работничките за нивните работнички права и каде да се обратат, односно кои се соодветните механизми за заштита во случај на нивно прекршување. На хартија, законски решенија што треба да ги штитат работничките права, а пак во пракса недоречености и непочитување. Многу работи треба да се менуваат пред се во законската регулатива, смета Джугуманова од Хелсиншки. Во земјава останува непропишано правилото дека правата на работниците се намалуваат, а некогаш водечките синдикати се под контрола на власта.